Конечно можеме да се поврземе со Мирослав Поповски, еден од навивачите кои што вечерва ќе бидат токму на трибините или оние кои што ќе будат македонската ракометна репрезентација. Мирослав, бидовме да ставиме во контакт со тебе малку порано или во нашето утринско будење како што и ни беше планирано, но не е секогаш според планот, особено кога зависиме од технологијата или кога има вакви ситуации, дали на пат или веќе при пристигнување. Очигледно веќе пристигнати токму во Данска. Добро утро. Добро утро, ве поздравувам од тука и баш ми е драго што се вклучувам малку со закаснување, но сепак битно е дека сме добри, стигнавме и ќе дадеме поддршка долг патот од Данска, така да ете, наше е да го дадеме максимум денеска. Така е, ние и во текот на неделава имавме вклучување токму оттам преку нашите спортски новинари кои што ги следат активностите токму во Данска непосредно пред почетокот на европското ракометно првенство и се разбира за подготовките на нашата македонска ракометна репрезентација, а овој пат ќе слушнеме од аспект на навивачите или она кое што стандардно се случува, а ти заедно со останатите навивачи речиси на секој надпревар или првенство пратите на македонската ракометна репрезентација и верувам подготвени за вечерашниот надпревар во 20:30 Македонија игра токму со домакинот. Дали сте подготвени и колку е важно токму она кое што го правите на секој надпревар, тоа е поддршката и бодрењето кое што го давате? Прво да кажем дека долг беше патот, значи со автобус тргнавме, спиевме во Прага попатно, но сепак се заборава, секој умор и што и да било околу тоа патување се заборава кога ќе излеземе на трибини ние во поддршка на нашите ракометари. Сега знаат и ракометарите дека и ние знаеме, обострано е тоа, значи со години веќе, дека ги пратиме на сите првенства и им ја даваме таа потребна дополнителна позитивна енергија која што во многу утакмици била клучна за да успеат и да се надминат и себе си можеби, но да направат некој поголем успех и на што треба ние да се гордееме како македонци. Сега вечерва ќе биде стварно сме во тешка група со домакинот, но сепак тоа е тоа, така почнуваме, така ве распоредот, така е жребката. Наше е да мислам дека сите играчи се подготвени, максимално мотивирани. Ние сме тука да им дадеме максимална поддршка и сметам дека ќе пружиме достоен отпор. Сега тука во хотелот се шалевме малку и со данците дека кој знае топката е округла, можеби не се знае, никогаш ништо не се знае, така да наше да навиваме и да бараме успех од нашите играчи. Колку пружат до нив, ама битно е да не има секаде, да бидеме присутни, да се знае дека Македонија е една од, можам да кажем, и велесилите во ракомет. Со вакви постојани учества на толку првенства и присутност и добра игра, одлична игра, ние сме задоволни, секогаш може повеќе, но битно е дека одиме напред и имаме и нова генерација која што мислам дека уште многу ќе не радува. Така е, добро кажа Миро, и она што всушност го има и во нашата спортска македонска химна од нашиот Тоше, како велиме и во добро и во лошо ќе ве бодриме, па така и со овие во следниот надпревар или во надпреварите кои што ги играат нашите ракометари. Кога точно, само попрецизно да видиме кога стигнавте во Данска, дали успеавте малку да почувствувате таа атмосфера, дали успеавте да влезете можеби во сала, имате ли некакви такви впечатоци кои што можеме да ги споделиме? Не, се уште не, значи затоа и закаснив со претходните беше порано да се приклучам, ама само што стигнавме, значи буквално пред едно, не знам, можда пола саат така. И тука е нели уште е темно, ова е мислам сега се разденува, така да уште се загревам, уште сме да се подсредиме малце, да собереме печатоци, да собереме мисли, така да и да се одмориме малце и после тоа да заеднички одиме во фан зоната и да се организираме таму и од таму да тргнеме кон сала и да дадеме максимална поддршка вечер.
Така е, добро спомена, треба да се одморите, заради тоа што токму енергијата е таа која што треба да се пренесе или таа позитивна атмосфера и тој спортски дух кој што некако непосредно пред ваквите надпревари го имаат сите оние кои што го сакаат спортот, особено македонскиот ракомет, а и ги бодрат нашите македонски ракометари и репрезентативци. Важно е да ете во ваквите наши разговори или секогаш кога имаме ваков повед ја потенцираме малку културата на навивањето, поточно навивачката култура која што има кај нас во споредба со странство или странските земји или странските навивачи. Често при вакви надпревари вие македонските навивачи сте во комуникација токму со тие странски навивачи. Можеме да направиме една споредба или паралела нашата навивачка култура и нивната? Имам што да кажам и горцум на тоа, затоа што она што ние го правиме, не го прави ни една друга навивачка група, значи навивачка организација, да речем, ајде, или група, поддржувачка група на одредена репрезентација, затоа што ние сме организирани со песни, организирани сме со соодветни обележја, си имаме ред на однесување. Јас мислам дека секогаш со почит се однесувале сите спрема нас, затоа што стварно не сме направиле ни еден инцидент, не сме направиле никаков проблем никаде и секаде сме поздравени и топло прифатени од сите останати држави каде што сме играли и каде што сме навивале на трибини. Така да можам да кажам дека стварно убава е гледката која ќе не погледна од страна, затоа што стварно она што го правиме и постојаното пеење и постојаното давање на поддршка и на некој начин дополнителна енергија на играчите и односно ветар во грб, како што знам да кажам често пати, е нешто што е многу битно и е нешто што е од круцијално значење за на одредени утакмици каде што е потребна тој клучен момент за конечна победа. Така да, пак ќе кажам, сме мирна навивачка група, мирна со многу енергија, ама која што е насочена во позитивно светло, односно во позитивна насока, само на поддршка на нашите ракометари. Така да стварно сум горд и посебно ми е драго што сум дел од сето ова, пошто стварно сме луѓе со убава енергија, луѓе изградени личности кои што знаеме што сакаме, а знаеме дека си ја сакаме нашата држава најповеќе, нашата Македонија. Така, јас ќе се согласам со тоа и ќе кажам дека да, навистина навивачите имаат и одговорноста за атмосферата, како и одговорноста за безбедноста меѓу другото, или барем се еден голем дел клучен во сето тоа, а со оглед на нашите навивачи и досегашните ситуации, точно така, можеме да се гордееме, верувам дека така ќе биде исто и вечерва, некој од дома, некој од таму, ќе ја бодриме нашата македонска ракометна репрезентација во надпреварот со Данска во 20:30. А Миро, посакувам убав помин, престој токму таму и она кое што е најпотребно за во овие моменти за нашите ракометари, токму вашата поддршка. Па до слушање и до гледање до некоја следна прилика каде што ќе може да ги пренесеме впечатоците. Да ви се заблагодарам за одвоеното време, за вниманието, секоја чест што не пратите и ви благодарам и голем поздрав од Аркус моментално. Кон Херник се упатуваме попладне и дај Боже да се вратиме и да станеме што повеќе и да се вратиме со одреден успех.